Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер звезда. Ајде да им мавнеме на сите што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме во следните 60 на минути да останат заедно со нас. Почитувани гледачи, ова што денеска ќе имате можност да го видите во Супер звезда, никогаш претходно не е покажано. Затоа јас ви ветувам една луда, возбудлива авантура во која што ве поканувам и вие да дојдете заедно со мене и со Супер звездичките на едно многу специјално место. Денеска ќе одиме во еден сосеба, нов, многу интересен, јас би го нарекол еден волшебен свет. Дали се сеќавате на приказната за Алиса? Да, Каде има одено Алиса? Каде сакаше таа да оди? Во земјата на? чудата. Во земјата на чудата, почитувани гледачи, денеска верувале или не, јас и Супер звездите ве водиме на едно многу специјално место. Ова е местото кое што јас би го нарекол земјата на чудата, а верувале или не, се наоѓа во центарот на градот Скопје. Сите вие кои сакате да видите за какво чудо станува збор, ве поканувам да останете заедно со нас во следните 60 минути. Јас и Супер звездите ќе бидеме специјални гости во една многу убава, прекрасна, јас би ја нарекол најубавата ботаничка градина во Република Македонија и пошироко. Почитувани дами, почитувани господа, малечки принцови и принцези, денеска заедно со Супер звездите ќе бидеме специјални гости во ботаничката градина која што се вика Хорти Експерт. Ајде, 3-4, тргнувате по мене, одиме во луда и незаборавна авантура. Тргнуваме. Почитувани гледачи, еве нафативте сите весели и насмејани, а како и да не, кога денеска кажате ќе видиме специјални гости во светот на чудата, а веднаш кај до мене се наоѓа мојот домакин, здраво живо за Тања. Тања, добро ни дојде во Супер звезда, како си? Добре дојдовте во нашиот убав шарен пак. Мене, морам да кажам дека ми представува огромно задоволство и голема чест што имаме можност денеска да бидеме ваши гости. Ова е местото кое што секогаш го краде мојот поглед и едноставно го смевам за едно од најубавите места во Скопје и во Република Македонија. Какво место е ова место? Значи, ова е приватна површина која што е искористена како парк, значи со повеќе намени. Значи првенствено за прошетка еден вид, значи во текот на викендот или во текот на работен ден, значи да може да дојдат да прошетат и плюс да видат како се може растенијата да се користат, значи какви се видови пустата и нормално и за продажен дом. Значи сепак е намена за човекот. Како парк кој што може да прошетаат. Да ужива возрастните и младите сите кои што сакаат. Јас почитувани гледачи многу пати имам доаѓано овдека и сум приметил овдека доаѓаат наши, доаѓаат возрастни, доаѓаат стари, доаѓаат млади, вечиња има, па дури има и странци, цели и странците чести гости кај вас. Нормално дека се, значи прво за дечиња, значи доаѓаат организирано од градинките, од основното училиште, доаѓаат организирано со своите учителки, значи како еден час во природа имаат, каде што имаме некоја практична или пак настава или пак само, значи објаснување за одредени видови, а за странците често се посетиле, дури имало моменти кога доаѓале и во деловите, значи има различни типи на паркови, делот кај јапонскиот парк, доаѓа со моменти на медитација. Значи едно пола саат извојуваат време од своето работно време и доаѓаат тука да медитираат, па потоа продолжуваат со својот работен ден активности. Јас ќе се обидам да измедитирам, па може во следната емисија ќе ме видат гледачите многу поискулирано денес. Можно е, да. Тоа си ќе се рефлектира, ќе се види понатаму. Да. Дали вие, драги Супер звездички, овдека се чувствувате прекрасно, убаво? Како се чувствувате, например, Ивонче? Супер. Дали сте виделе нешто вакво до сега? Не. А ви се допадне ли ова место кај што денеска доаѓате? Да. Имате ли прашања кои што би сакале на тета Тања да ги поставите? Да, кој има прашање? Повели Злато, ти само кон камерите. Како е твоето име и кој е твоето прашање? Јас се викам Мартина Томорска. Сакам да прашам од кога е направена оваа фирма. Така, од кога постои Хорти Експерт е прашањето на Мартина? Првенствено Хорти Експерт постои одамно, што од 90-те години. Нормално, значи, нејзините активности како фирма биле првенствено, значи, за уредување на, значи, хортикултура. Самиот збор, значи, представува уредување, значи, користење на декоративни саден материјал, значи, цвеќиња, растенија, дрвја, така натаму, и уредување на дворни површини, дали се јавни или пак приватни површини, значи сепак е намената за уредување на истото. Работевме, значи, други разни површини, но како оваа локација, како овој гарден центар представителен, значи тука сме негде од кај 2007 година, а веќе натаму до ден денес, значи овој се парк повеќе на, значи расте, се добива повеќе на убавина. Дури ја самата секој ден гледам некоја промена
тоа е нормално, значи сепак садниците се, ајде да кажеме, се приспособиле на своето место кое што сме ги ставила, покажуваат секојдневно некои нови различни действија. Нормално есента, да тој каже дека шарен, па есента за мене најбавото временско доба, период кога растенијата покажуваат се различни, значи паѓат личијата, менуваат бојата на листот, така натаму, да. Затоа и го одбравме ние како Суперзвезда овој момент да замолиме да може баш сега да бидеме ваши гости, не само ние и нашите гледачи да можат да уживаат па и да научат нешто. Денеска ќе имаме и едукативен дел, почитувани гледачи во оваа емисија. Јас ви порачувам да останете со нас, но пред да дојдеме до делот за едукација, ајде да видиме кој уште нема поставено прашање. Кој сака? Повели Злато, кое е твоето име и прашањето? Јас сум Ивона и сакам да прашам што работи оваа фирма. Колку прекрасно, значи прашање, што се работите во вашата фирма? Значи, Хорти Експерт се занимава, како што кажеме, со уредување на дворови. А за постигнување на оваа убавина, значи, тука сме неколку луѓе кои што сме вработени тука и со кроење, со одржување на овој парк, секојдневно мораме да имаме своји активности редоследно за да се добие овој парк да се има своја убавина. Дали вие, Тања, овде ги засадувате овие прекрасни цвеќиња кои што ги гледам јас овде како пред вас? Вие ли правите тие да изгледаат толку прекрасно? Па добро, првенствено тоа е се производство, а понатаму за да се одржат во таква форма како што сме ги добиле, како што се, нормално да си треба да имаат одржување. Одржувањето е најбитната работа во се. Овие растенија што ги гледам овде кај вас може да се купат или тие се само експонати? Конкретно, паркот кој што кажав е поделен на изложбен, екзибиционен дел и на породажен дел. Овај дел, кога влезат левот кај стакленикот и во дојдол кај што ќе прошетаме, тоа е се породажен дел. Но може да се забележат типови на паркови. Ова е еден карактеристичен тип на парк што се гледа има комбинација на вегетација со карпи, со камења, без разлика дали се големи или па големи карпи. Тоа е една од најтешките изведби за мене. Парк што има голема тревна површина, јапонската градина во тој сепак мора да има и така, луѓето да видат нешто, па потоа исто тоа го побарат или да го купат. Така, ние денеска ќе прошетаме, ќе ги видиме сите тие паркови. Секако, да. И ќе поставаме многу прашања. Ајде да видам, да поставиме сега уште едно прашање, па да направиме малку одмори за нас и за гледачите. Оваа згодна женска, драги гледачи, што се вика Мила, има прашање. Мила, кое е твоето прашање? Моето прашање е колку вработени има во оваа фирма? Прекрасно прашање, навистина. Ова дали мал број или голем број на луѓе е потребно за да направат ваква убавина, ваква рајска градина? За одржувањето е потребно голем број на луѓе, секој си има своја задачи и одговорности. Освен овој парк што е во наша собственост, постојат и неколку други што ги имаме паркот, така да не е само вработени зашто сме во Скопје, така да имаме голем расник околу 15 хектара доле во Јужна Долна Македонија, во Богданци. Растат ли таму подобро растенијата од колку овде? Добро, нормално дека климатските услови си го прават своето, но сите видови кои што ги имаме во за продажба и тука и доле, се видови кои што се одамна интродуцирани во Македонија и се лесно адаптирани, лесно успева, така да не е битно дали е зима или пак дали се сурови, тие се успешни, тоа не е никаков проблем. Благодарам, Тања. Почитувани гледачи, оваа емисија Суперзвезда има можност да биде специјален гостин во една ботаничка градина. Јас би ја нарекол Рајската градина, Хорти Експерт. Останете со нас во следните 60 минути, верувам дека ќе живеете. Сега ќе направиме уште една кратка пауза, се гледаме за кратко време повторно овдека во светот на чудото. Пауза. Тања, каде дојдовме се? Сега приоѓаме кон еден друг дел, се надам дека дечињата ќе препознаат тој дел дека што, а пред да дојдеме до него, ова е една мала стаза кај што од лева и десна страна ќе видат видови кои што се со еден израз, тоа се топиарни форми, видови кои што се создадени од само човечка рака. Човекот со кроење, односно со, да кажеме, користење на алат, ја добила, се формираат овие форми, се добиваат овие форми. Ајде да видиме за какви форми станува збор. Например, конкретно разговараме за ова е, например, едно од растенијата. Да. Ова вака не може да порасне само како топче во природа. Да, како вид, еве како што гледаме, на тритопик, тоа не постои. Тоа е дело само на човекот кој што си представил глава како сака тоа да му изгледа
и си со кроење, значи со користење на ножици, значи се формираат. Една топка постел, значи простор празен дел, па друга, па трета. Значи тоа истото важи за овие од лево, од другите видови. Значи една цилиндрична форма, подозгоре исто сфери топката. Значи тоа е пак се дело на човекот. А се многу ефектни, значи дури јас самата си ги сакам, зашто обично се стават негде на влез, затоа и баш сме ги искористиле значи на овој дел, баш се нака реперни и представителни како видови. Може ли ова да го покажеме гледачите да видат? Ова е исто така прекрасно дело на човечката рака. Погледнете, драги гледачи, што све е направено. Ова, значи, толку убаво е изработено. Кој го правеше ова? Добро, ова се е грото од садниот материјал, повеќето садниот материјал е увоз од Италија, така да ова е конкретно од Италија, али не е нешто проблем, понатаму се одржува, значи секоја форма. Ова е, јас го викам како да си купиш од сладкарница сладолед со повеќе топки. Значи ова растение баш гледате како на повеќе места само ставена топка. Тие се тек на време баш ќе ги видите понатаму во постара форма, како значи се згустале, се големиле значи волуменски во топките, многу се интересни. Значи не се шиша само коса, може да шишаме и растение. Мора. Значи со растението, како луѓето што раснат косата, така и растенијата, значи раснат лисија, гранки така натаму. Значи човекот мора да ги оформува, да им дадат значи првичната форма што се имале, значи со кроење само се обликуваат. Едноставно, како што ние си имаме потреба да идеме на фризер, така и самите растенија си го бараат истото. Ова е многу интересно, малце како фонтана ми изгледа, прекрасен изглед, прекрасна форма. Во право ли сум кој ќе кажам фонтана? Да, токму така. Значи како се лапесто да паѓа надолу, кога би помислиле да ставите нешто до тоа, значи од помала кон поголема чинија. Јас како што гледам овде нема форма која не може да се направи. Не. За колку време ќе изгуби форма? Годишно они растат, така годишно може би да треба, значи обидна вегетацијна период, значи од негде март месец до септември нормално растенијата тогаш расте, така да е потребно може би еднаш месечно, али тоа не е нешто многу работа. Значи доволно е 5 минути да извоиш од времето, да земеш малце ножици да си го искроиш. Секој има желба, мислам дека тоа во денешно време, дал тераса, дал дворот да си посвети малце внимание на истото. Така, Тања, ме интересира сега, има ли искуството тука своја улога, доколку јас и супер зведите сега земеме ножици и сакаме да направиме некаква форма, еве, например, од ова растение, ќе направиме ли да личи на нешто на крајот или? Помошни средства. Пример, некој конци од згора до доле да пуштиш, значи не можеш да ќе бегаш како што иде линијата на конецот. Ако сакате пирамида, значи со висток се пуштат конци, така има помошни. Значи само толку си кажува, не може да се сгреши, а и да се сгреши дупка да се остави, со тек на време така се поправи. Едно вака специјално прашање, шишате само со ножици или со машинка? Има и тоа. Да. Значи конкретно некој видео си не дека полесно, него поеднолично и рамномерно ќе биде шишењето со машинка. Машинка си шиш. Да. Прекрасно. Сите ваши кои што се сегашни потенцијални инвеститори кои би дошле овдека, би можели да добијат совет како да си ги одржуваат растенија? Значи првенствено што ми е потребно да кажеме од потенцијални купувачи, да ви кажат за каква намена е растението што сака да го купат, потоа истото дали ќе биде на сонце, сенка изложено и така натаму. Значи потоа јас веќе си групирам во глава што е тоа што би можело да излезе во нивна комбинација, па дури и да се појде на лице место, се види местото, никаков проблем, затоа што тоа е нормално желба да се исполни. Така, јас веќе почнам да добивам некои идеи овде, почитувани гледачи, имаме една грмушка пред зграда. Може би, ако ми успее планот, ќе се видиме во некоја од наредните емисии да видиме на што ќе заличи таа, доколку не ми успее планот. Викате нас. Ако не ме викам одма вас. А сега одиме понатаму да видиме за какви други чуда станува збор овде кои може да ги сретнеме во дворот на ботаничката градина Хорти Експерт. Каде дојдовме сега, Тања? Значи ова е уште еден дел. Значи ова е баш продажниот дел кај што се наоѓаме и го замисливме, значи да му дадеме некоја слика која што би можело да се гледа од птичја перспектива. Дали може дечињата да ги прашаме и ќе погледат околу себе на што личило? Што ви личи? Намета, браво, како можеше волку убаво да го направите, супер, па и со патриотско чувство, нели? Така е, кога ќе не гледа некој до згора, знамето да рефлектира. Така да види Македонија дека има бисар и тоа во центарот на градот Скопје не. Така замислено, значи секој од овие краци си има своја линија. Значи самиот прилаз од тамо да
Значи одма се види со што се располагаме. Така да ќе има. Значи тука веќе ние доаѓаме во пресед, значи има зимзелени, листопадни грамушки и така натаму. Значи гледате есен, така што каже, кај една најубавиот период. Гледате како одредени видови поцрвенуваат лисчињата. Сами ред други видови. Ајде да прошетаме да видиме за какви растенија све станува збор. Тука ќе се надоврзам и на фактот дека вие по струка сте шумски инженер, шумарски инженер. Што подразбира тоа? Значи, за да, ајде да кажеме, за да имаш нека основа за да го работиш ова, првенствено мора да имаш или пак некоја основа за познавање на дрвјата. Тоа е дендрологијата, тоа се изучува на Шумарскиот факултет. За мене е еден од најубавите факултети. Тоа е дефинитивно иако технички факултет, но со пракса и така натаму многу голема стручност од тамошните професори, многу се учи. Но секако нормално пракса си го прави своето. Дека се сретна со видови кои што никогаш не сме ги учеле на факултет, така да понатаму веќе тоа си е тема на пракса и искуство понатаму. Сега во однос на видовите, ајде да кажеме во град сте шетале или пак е во градски парк на водно. Кое дрвце вака, кои дрвја ги знаете? Знаете ли некој дрвце вака што расте на пример на падините на планината Водна? Знајот, што сте пиеле чај? Илица нане, Од дрвја? од дрвце некој вака? Има нешто мирисаат. Ли? Ли? Липа. Да. Липа, Ото е едно дрво со бела кора, многу карактеристично. Бреза да не. Бреза. Да. Убаво, да. Значи вака кој се шетате, ќе ги запознаете, ќе ги гледате. Например, покрај река кај што има секој што тamo растат тополи, врби така натаму. Тоа веќе понатаму. Ако имате желба, сигурно ќе ви интересираат тие работи понатаму. Токму вашата работа е да ги знаете имињата на сите, да ги класифицирате во групи категории? Мора, значи без разлика дали станува збор за мореж, за муштери или пак за некој проект кој што го работиме, значи за одредено месторастење потребно да ги знаеш неговите карактеристики. Ајде да видиме сега зашто потоа што станува збор. Може ли да ве замолам и вас, дечиња и Тања, вие да дојдете до мене? Што е ова растение кое што го гледаме овде? Еве овде каде ме. Што ви се допаѓа кај него? Бобицата? Па има бобици интересни, такви тие се за јадење или не се? Не се за јадење. Од ова растение може ли чај ча се направи? Не. Ова растение дали е наменето за дома или за надвор? Значи се што гледате, значи една основна класификација би било видови кои што живеат надвор, видови кои што се за внатре, значи надворешни и внатрешни растенија. Ова се што гледате, тоа се надворешни растенија, во стакленикот таму се за внатрешни растенија, кои што не може да живеат нели во нашите услови и затоа се чуваат натре. Така, бобицата полека, зашто знае да опаѓа. Значи, ова е многу интересен вид и колку е повеќе на сонце, толку е поцрвен, гледате. Колку менува боја. Да, значи, ова се да кажеме, како мајка и керка. Значи, од овој вид, понатаму излега овој ист вид, само различна форма. Ова е негова џуџаста форма, ова е регуларната. Ова е и цвете и плодоноси, ова е само негова џуџаста. Ајде, џуџестата форма направете малку место да ја видите гледачите. Еве џуџестата форма. Само во тој поглед се разликува дека цвете и плодоноси, а тој вид се само џуџасти и нормални и во растот се различни. Тања би сакала да ја прашам, овие позади што ги гледаме, што се поточно што личат како борчи? Пирамидалните или тие последни? Да, и пирамидалните, тие последни фони се разликуваат. Едните се посветло зелени, другите се малку потемни. Пирамидалните тоа е да вид на смрча, споро растички вид и интересна. Може обично и во двор да се заседи во жардињера може да стои. Нели, потекот за новогодишните празници може да се украси истото, да. Така се ефектни. Лампиони, па дедоврасни донесе подароци. Да. А тоа ќе донесеме до нешто се вистинските елки за китање, тие за понатаму може да е ето уште една прилика пред да почнат новогодишните празници да видите какви се елки може да постојат. А позади тоа е еден вид на елбуди, често користен вид и баран вид, значи убав е по форма. И сега така има Потемно зелените, зборуваме? Да, позадина што се да. Многу се интересни. Сега има една карактеристика во текот на зимски период кога паѓа снег. Они се повеќе гранести, значи со повеќе гранки се добиваат значи оваа форма, така да мора се врзуваат, а тоа што тежината на снегот знае да се деформираат, малце тоа е лоша карактеристика и толку малце човек треба да нормално да влие несето. Затоа сте вие тука да дадете совет, да знаеме што треба да се направи. Да, а сега човекот се надам дека ќе го направи тоа како што треба. А сега одека гледаме слични такви, но многу помали. Дали се ова некои нивни помали братчиња, сестричиња или за нешто друго зборувам? Значи точно баш кога што бевме кај каменестата градина, значи во Рок Гарден Алпениумот, таму се види кои што се конкретно
џуџости, значи видови со џуџости растени, пак лесно што се контролираат. И затоа е конкретно напред овие што се трите, за мене е најбавите видови. И баш и латинско, еден дел од латинското име му е грацилис, баш од таа гледна точка. И баш се споро растечки џуџости. Во позадината се зимзелени се видови кои се како покривачи, може да се користат за било каква намена. Сега да ги поканам гледачите и камерата полека дојдете со мене да видите една прекрасна пеперутка, почитувани гледачи. Еве, само да му кажам нашиот камераман каде е, еве дечиња, полека да не уплашиме, видете како таа ужива овдека на овој цвет. Еве, видите каква е прекрасна била, ни летна, малку ја уплашивме, но немојте да се секирате, овде има премногу вакви пеперутки. Ви се допаѓа ли дечиња тука? Да, за уживање ли е место? Супер, еве, јас драго ми е што уживате, уживам и јас, се надевам и нашите драги гледачи уживаат во оваа емисија, потполно исто колку и ние. Тања, гледам сега некои вакви интересни растенија како треви. Дури мене ми личи дека ова, ако му ставиме малце солче, зетиче и малце вако, може салата да направиме, не е до толку? Не е до толку, сепак се декоративни, нели? Декоративни тревки, да. И ова се тревки наменети за во дворот, кои може да се стават надвор. Да, значи од многу од овие видови изложбени ги имаме искористено значи во засадените површини, така да можат одма да видат како се можат или како изгледат после години, како се може да ги искомбинираат. Баш и тоа е целта на истото. Јас би ве замолил да дојдете со мене да поразговараме на оваа тема, почитувани гледачи, доаѓајте и вие. Ова е едно прекрасно, интересно растение кое мене многу ми се допаѓа и во една од викендиците, која што ја има мојата сопруга и во една куќа на незините родители, има едно вакво прекрасно растение. За какво растение станува збор? Тоа е вид на туја, значи златна туја да кажеме, која што во декот на зимскиот период ја менува бојата, која тоа е карактеристична, дува нека бакара ја. Сега е интересно што овој период ова се, знаете што се овие? Шишарчиња. Шишарчиња мали, леле колку се. Шишарчиња, значи уште не се зрели, зелени се, але веќе понатаму, значи веќе кој стана зелени, ќе ја сменат и бојата, внатре се наоѓа семето, значи пак е тоа дел од растенијата, значи кај растенијата што разликуваме. А и општо нека биде и за зимзелени за листопадни. Значи нормално надземен дел кој што е нели кај што е лисната маса и кај што е подземен дел тоа е коренот. На надземниот дел значи има ливчиња, значи ова добро се кај зимзелените има иглици, пак лисија и шишарчиња. Та може да биде права шишарка, на што ја знаеме. Мислам дека имаш некој шишарка и после ќе видиме дали има шишарка. Така да тоа е дел значи дел од секој растение и затоа мора да се знаат тие работи. Јас би сакал да искористам оваа можност да може гледачите да видат уште едно чудо, што не гледачи овде само чуда до чуда, чуда на сите страни и нема крај на чудата, е да ја погледнете оваа спирала и таа има еден куп спирали овде, како ви се допаѓа? Мириснете вака? Дали убаво мирисаат овие спирали, ви се допаѓа мирисот? Да, нели кажете колку убаво на шума вака малку не подсетува овој мирис. За какви спирали станува збор? Пијатот се може да се направи струčна спирала. Конкретно дека ми е искористено од аризонски чемпрес, тоа е хибридна форма позадина, потемната хибридна форма помеѓу чемпрес и лажен чемпрес, али во пред се, значи уште од како мало му е трасирана стазата и значи веќе само после со ножици се креира, да кажеме. Па и тука има едни мали мини шишарчиња, ги шишарчиња едни мали. Овде кај мене може да се приметат, ако сакаат и гледачите да ги видат, почитувани гледачи, еве ги шишарчињава. Да не ви се верува колку се мали, колку се прекрасни, колку се убави. Еве, гледате дечиња, ајде сега да преминеме на другата страна. И таму има некои чудни и многу интересни растенија. Повелете да видиме за што станува збор, што е ова поточно. Тања, што поточно е ова? Какво е ова растение? Значи ова е зимзелена грмушка кој што се користи, значи првенствено да кажеме функцијата е за како да се формира на жив ѕид, како за жива ограда, со тоа што ова е зимзелена, значи го задржува листот и преку зимата. Значи брзо расте, лесно се крои, густа е во раст, така да обично ако сакаме да заскриеме некој дел, или што сакаме приватност да се зачуваме, ова е еден од видови кој што се користи за таа намена. Грмушката која што ќе ни сврши работа голема. Да, има и други, значи оваа да кажеме е понеобична, има една друга фотинијата која што за мене е една од поубавите видови кој што ги има истите функции, но
да кажем, новите личини се црвенкасти во цвета, потоа есенскиот период е уште поцрвена, така има. Треба се знаат тие работи за да се долови тој ефект што сакам да го достигнеме. Али дефинитивно тоа исто така би завршува работа. Дека сме овде, сакам да прашам, растат ли поголем дел од овие растенија што ги гледаме овде во природа кај нас во Македонија? Во природно не. Не. Значи мора вака да се одгледува. Природно, црниот двор во природата, значи природно во Македонија. Погледаме црниот двор позади нас, доколку го посадиме црниот двор, треба ли да стравуваме дека ќе ни порасне огромен? Краса? Колку голем ќе расте? Па голем е, како што ги гледаме во природа, значи, али пак може да се контролира. Значи, тоа значи, кога ќе формира овие терминални папки, значи пролета се меки и сега имаат смола, така да многу да не ги. Значи, со подкинување терминалните папки, така ние го спречуваме растот. Така да има некои цаки, да ја кажеме, да се одржува растот на истите. Значи, да се остане или пак во помала димензија. Иначе, знаеме во природа колку големи растат црните борове и било кој друг вид на бор. И бели, така натаму, кој приморскива. Вие сте познати по тоа што имате две специјални изложбени места каде што може да се видат и бонсаи дрвца кои што се реткост на овие простори. Дефинитивно може да се каже дека ги нема и оние кои што ги има се многу ретки, па ви имате една прекрасна колекција. Има можност да ја видиме малку подоцна. Секако дека може, значи тоа е баш една изложба од Благо Сотировска Џагора, кој што е негово дело и на неговиот партнер Деда Јово Лучич, така да ќе поидеме, ќе видите, тогаш ќе кажеме што се нешто повеќе за нив. Така, супер. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, но за неколку минути се враќаме повторно овдека во Хорти Експерт заедно вие со нас да уживате во рајската градина која што денеска имаме специјална можност да ја посетиме заедно со суперзвездите. Пауза. Дечки, како ви мирише ова? Супер. Да, што е ова да видиме? Знаете ли што е ова? Да, што е ова? Тета Тања, што е ова? Ете, кажи сама тоа на Да, кој знае? Лаванда. Да, лаванда и браво, значи ова е тоа што нашите мајки и баби, па некогаш и дедовци, па и татковци го користат и го ставаат во шифонјер. Да, го чуват и ако и чај се користи дој бидејќи заради етеричните масла како масажа, значулја за масажа се користи, значи има премногу функција од него да се прави лавандата. Да, супер, значи. Она цвете, ето го баш цветот може го забележите. Вака расте лавандата како грбушка, како борче, па после ги пушта своите цвечиња навред. Баш таму ги има искористено, ќе видите, значи цели бордури од нејзе искроена. Супер, еве, видовме, научивме што е и како е лаванда и зашто се користи. Значи не е само за во шкаф да ни седи, туку може и чајче да направи. Да, каква боја има, мислам и самиот боја на цвета е баш на ефектно така не за. Точно ли е дека низ светот постојат големи посеви со лаванда, плантажи огромни кои што ги користат за добивање на есенцијални масла? Да, тоа со тие етеричните и есенцијални масла, да. Па потоа си имате ли своја улога и корист во козметиката и За парфеми, за слично, за едно, за друго, супер. Ајде сега да одиме понатаму, да видиме што друго интересно има. И прилично и многу имаме од лаванда и рузмарин, прилично и голема количина имаме од нив. Тоа е се зашто си имаме и наше своје производство, и тоа е за мене и днината на хортикултурата. Тоа е пред се битното. По некој од следните емисии Дајан ќе имаме ли можда само да прочитаме малку со деца? Ќе се Ако, тоа е тоа. Сакаме да одиме таму, да видиме колку е големата рајската градина која што имате во Гевгелија.
најдовме нешто многу интересно, почитувани гледачи. Што е ова тетка Тања овдека што е над нас? Лево и десно од низине, лево и десно од мостот, тука направено 8 метри, значи иста, значи има катосрук, значи високи дрвја, ограда, потоа овие украсни растенија, една мала бордура. Значи високите растенија тоа се украсни волчиња, значи многу е убаво, сега менуваат и бојата плодот. Можно ли е да постојат вакви јаболчиња? Стварно, еве го, ова се јаде ли ова јаболчиња? Не е јадливо, но само е украсно, како што кажав. Не, со одека немаме ништо јадливо. Да се види значи како изгледа, но прекрасно изгледа навистина. Ова е едно убаво дрвце. Колку години се потребни да порасне ова дрвце, колку големо како што го гледаме да? Како форма, значи имате голо стебло, па горе крошна, како форма е потребно повеќе време, тоа што треба прво. Значи не е грмушко, значи една гранка се форсира, се тренира да кажеме, па после да ја формира крушната. А според дебелината на дебото гледам ова осма едно добри 10 години сигурно. Сега да го видиме ова овдека ме интересира да може гледачите да видат. Еве повторно убава фризура. Драги гледачи, како што кажавме дека фризурите се во мода. Имаме фризура овде, имаме и доле, значи една оглед. Каква комбинација е ова? Што поточно е што го гледаме во моментот? Да се доводи тој контраст на бој. Значи ова се една топка е баш од типот како што ја гледаме претходно со повеќе топки слично. Значи ова е само стебло, па горе крошна. Е баш може ќе ја запамтат цело време, кој ќе ја протриете меѓу прсти. На што ви мириса? Сите мате земете и протрет меѓу прсти ќе ја запамтите цел живот. Ајде? Што мириса да протриеме? Слободно. Малце само, нема потреба повеќе. На што ви мириса? На лимон. Да. На лимон. Да. Мириса на лимон? Да, оригинал. Лимонада да направиме, да портриеме малку повеќе. Тоа е вид на чемпрес. И баш од него тоа е убавото заради убавата боја. Неверојатно. Земната вегетација баш тоа е листопад има и боцки таа грмашка дола. Конкретно се саде баш да се долови тој контраст на бој. Колку убаво. Дрвена комбинација. Колку убаво мириса овој чемпресот. Да се правиме асоциации, нели? Да. Ова и така полесно ќе запамтиме видовите, не дека праксата тоа нема го дозволема. Не за асоциација, него ми се отвори апетитов, па се прави ли чај од ова? Не, од чемпреси таа, не. Малку да се пошегуваме, одиме понатаму. Значи, верували или не, почитувани гледачи, еве овде имаме можност да видиме едно прекрасно растение. Како се вика ова растение? Тоа е лебоцидус декуренс, баш како што кажа прошарано, така е вариететот Аурео вариегата, баш заради тој момент. Жолто-зелени, значи секој е испошарено, односно, значи местимично новите леторасти се обично зеленкасти, после менуваат и во жолта боја. Така, кажавте дека мора асоциации да правиме да ги запомниме, јас ова ќе го запомнам како шатирана елка, може ли? Може, слободно. Еве шатираната елка. Почитувани гледачи, по нас сега да видите овдека за што станува збор. Дечки, сте видели ли нешто поубаво од ова? Не. Ви се допаѓа ли ова растение? Да. На што ви личи ова? Како малечки кога ќе трчаме и кога ќе играме во трева, има едни така што се дуваат Глуваче. на глуварче. Точно ли е дека личи на глуварче? Па добро, заради тој момент со цветите кои што го формира, да. А инаку ова е една вид на трска, асоцирана барски елемент, но не бара нешто премногу вода. И така да е, гледате колку е реперна, колку е доминантна, значи во просторот и како форма и со тие соцветија горе многу е убаво. Тешка ли е ова барска трска за одржување? Не, напротив. Дури ако е прерасната може скроз драстично да се скрои, така да она од напред ќе се пушти нови лисја до тоа, така да слободно може да се двои ако е нешто премногу голема, али вреди и она да се има во еден двор. Интересно е. Покрај базенов, више користам некои поточња кои што има во просторот искористен во дворот, така да слободно може да се користи овој вид. Да, интересно е за дечињата да кажеме да знаат дека овие лисја се извонредно силни и остри по ивиците, дури може да не пресечат, затоа не сме да ги притискаме, доколку сакаме да ги допреме. Така. Дека? Мораме внимателни да бидеме со лисјата од оваа барска трска, бидејќи знаат да не пресечат. Сега одиме понатаму. Да. Дечки подготвени, драги гледачи подготвени. Ајде, не чекајте, доаѓате по мене. Кажавме дека ќе ве носиме на едно многу возбудливо место и се наоѓаме токму пред вратата на ова овде што сте вика како? Овој сме препознати, обично сте не знаат бонсај градината. Значи,
значи нашата фирма Horti Expert си го доби, значи како второ име бонсај градината Тагле, зашто се најдека една од најексклузивните и ретки, да кажеме, на Балкан, па може во Европа изложби на бонсај дрва, значи кои што ќе видите самите, има различни видови, различни форми, така натаму. Сепак ексклузивна и самите ќе видите тоа. Ајде, дечки, подготвени сте? Да. Вие почитувани гледачи, подготвени сте? Ајде, што се подготвени, доаѓете, одиме да влеземе внатре, да видиме за каква бонсај градина станува збор. Ајде, што ќе кажете сега, како ви се допаѓа? Дали ова чудо над чудата? Да. Дали ова нешто невидено до сега? Да. Тоа ли е тоа што зборевме земјата на чудата на Алиса, а? Да. Алиса кога одела во земјата на чудата, вака била таа представена низ приказните почитувани гледачи. Што ќе имаме може до сега да видиме? Тука тоа било за окружена со овие миниатурни дрвца. Така, тука баш во овој бонсај дел. Ајде да покажеме какви се овие бонсај дрвца. Смее ли да ги допираме, нели смее? Како е? Да, не е проблем, сам добро. Овие два концентрични круга, значи се, значи гледате од двете страни, искористува просторот на сталажи. Значи така изложбено. Значи бонсај, да кажем прво за значењето на бонсај, што значи, тоа е само сад дрво. Така, тоа е сад? Сад дрво, значи дрво приспособено да живее во мал сад. Така, станува Така, збор да. за дрво. Да, значи тоа пак е живо растение кое што нели си ги живее истите услови како што би било ако би било засадено во природа, на отворено. Така да ќе видите кој шетал на водно или ќе шета на водно, ова е еден од најчестите искористени видови. Еве да Тоа е го покажеме шимширот овдека. или зелениката. Ајде да го покажеме шимширот, мајка ми обожава Зеленика, шимшири. да. Тоа е барем еден од најчестите видови во Македонија. Така да наскоро најчести најстарите примеруци од овој вид. Уште тие се од тлото на Македонија. За да имаат впечаток гледачите за бонсај, ова овдека дрво што го гледаме, доколку нормално пораснало во природата, колкаво ќе беше сега? Па не би можел тоа да кажам, но сигурно не би имало оваа форма, тоа што сепак бонсајто е техника, значи кај што човекот сам го формира, да кажеме, растот и развојот и обликот на бонсајто. Значи има примероци кои што живееле во природа и да кажеме имале некои оскудни услови, постанале закржлавени, човекот ги спекира, ќе ги извади од природа и потоа ги припитомува да живеат во мал сад. Ова сега што го гледаме овдека е интересно, бидејќи е скулптура, овие три делови се потполно исушени и овој четвртиот, а од другата страна, значи, си продолжило да си расте дрвцето, односно бонсајето во друга насока. Дори може и слика, секој да си има некоја асоциација, баш има или два таму некој пример, баш ќе видам како си ги символизираат истите. Има некоја слика представена, значи пак е тоа дело на човекот, на Благо Сотирски прештаг што каже Јово Лучич, така се е тоа игра на форми. Бараат ли голема грижа и голема нега? Значи, гледате на отворено се, значи ова се види кој што успешно успеваат на отворено, така да гледате имаат систем капка по капка со шпагети системот, така тоа е да кажеме контролирано полевање. Значи во декот на летниот период да кажеме тоа е малце период кога највеќе треба да се внимава. Кога е ладно, кажеме, се ставаат или доле ги покрема само со листинец, значи не им смета ни снег, ни ништо, дури снегот знаеме дека е поволен, значи дава и поволности. Ова, знаете ли што е? Зеленото, секаде кај што ги има по саксиите. Ова, значи на долниот дел од саксијата има едно интересно зелено. Дали дечиња ова може да го приметите што е, знае некој што е? Да, што е злато? И камера. Ова зелено овдека дали знаеш што е долу во саксијата? Не, ајде, јас знам што е. На буквата М. Мов. Браво, мов. Природен си е мовот, од каде е мовот? Вие го... Може и намерно, значи отпосле да се стави, значи има функцијата му е значи да не дозволи испарување на почвата, значи да задржува влагата, да не расте плевел, за кој има така натаму. Значи тоа е првенствено целта на мовта. Ова се дрва кои што ги гледаме овдека, кои што во природата би добиле сосема подруга димензија и подруга форма. Ме интересира, например, дали може да се направи бонсај од цреша. Добро, да, значи како техника потекна од Азија. Значи кинезите и јапонците значи одамна им интроducирана и дури секоја фамилија колку има едно постаро бонсе во својот дом, толку е таа фамилија поцената во општеството, така и они имаат многу повеќе видови. Не е конкретно ова е нашиот избор, но пак е голем избор. Конкретно со црешо немаме, али има од дрен наши автохтони видови. Значи има дрен, потоа има јасен, ајде, ева. Да ги покажеме. Дренот, значи природно што се развива во Македонија, што кажеме зелениката, потоа има таму јасен,
Габер, еве го дека Габерот. Ајде да го погледнеме Габерот, каде еве го почитувани гледачи да видите ова ли е Габерот. Да. Колку е прекрасен, да и саксијата е неверојатно убава. Еве да може да се види, значи каква саксија. Значи не е само дрвото, туку голема е грижата. Што го спомнавме во однос на латинското име, значи на секој лейбл, значи на секоја етикета има ботаничкото име на латински, добро може има комонем значи на англиски, но не мора, стилот и годините. Значи вие гледате одма кој секој бонсај има своја старот, значи тоа се одредува. Значи може да видите кој е бонсај значи меѓу постарите. Повнатрешен дел се нашите најстари бонсаи. Ајде да ги погледнеме тие, почитувани гледачи, да видиме овдека сега ова што имате можност да го видите дефинитивно невидено до сега во емисијата Супер звезда. Прв пат имаме можност да присуствуваме вака на една изложба каде што верували или не, има многу стари дрва. Доколку погледнете овдека, буквално ова бонсај кој што го гледате е старо од помеѓу 250 и 270 години. Замислете, ова бонсај постоело значи уште во времето кога турците биле тука, значи тоа може да се каже дека тогаш кој е едно од најстарите бонсаи? Позади вас. Позади мене. Ајде да погледнеме за кој ставаме зборе. Ова овдека може да го покажеме дека е старо помеѓу 330 и 350 години. Верувале или не? Ова дрвце овде што може да го покажеме, ова бонсај е буквално еден прекрасен и многу убав репрезентативен примерок за кое што се цени дека има 560 години старост, верувале или не. Треба да влезе во светската книга на Гинис. Значи е поднесената документација, значи беа луѓето така да би требало да влезе во светската книга на Гинис во однос на најстари бонси, значи одма и во самото име се кажува. Значи знаеме зелениката дека расте по теченијата на реката, на реките кај нас од Треска, потоа Вардер дека натаму, значи ова е веќе по теченијата на реката Треска. Значи одма самото име се кажува, стилот и веќе и по самиот труп се забележува како староста, како чинарите што напукнува, така и ова истото. Така, прекрасно еве да видиме уште едно кое е старо помеѓу 380 и 400 години. Еве да погледнеме, значи 1600 и некоја година било времето кога било посадено ова бонсај, верувате или не, или некаде само се зачело некако во природата. Природно вие се постојат во Македонија, така да не е проблем се да се најдат истите. Се наоѓали бонсаи вака некаде? Треба да се шета. Да. Е матка да кажа карпести придели бонси, значи некој кој што има потенцијал да биде бонси, значи кој што би можело да му се даде убава форма, да. Ова се примероци кои што овдека се само изложени, кои што може да се гледат, сепак овие не се продаваат. Не. Тоа први првенствено многу имаат големо значење, не верувам дека понатаму и некој што дозволат да се продаваат истите, така само изложбена целост се имаат. Така е, да, еве може да се види, да, еве буката, да, на вистина. Да. Значи тоа е техниката на бонсаи, да може да се сведе едно големо дрво, да може да расте во плитка чинја и да се навикне на еден сосема нов режим, со тоа што самиот нов режим го прави да биде малечко и... Нормално тука си има влијание човекот, значи со прихрана, со ставање на горен почни слој, со мацен прихранливи материјали, пак тоа е веќе фаза која што понатаму се следат тие нормално последователни операции. Така, Тања, овде не завршува нашето дружење, ќе видиме или уште нешто? После градина, малце нака да уживате еден тип на сува река, да го видат тој ефект и така. Да измедитираме, нели така? Слободно. Тоа нека би остане за крај. Така, почитувани гледачи, одиме да медитираме, ќе направиме мала кратка пауза, се гледаме за неколку моменти повторно овдека во рајските градини на Хорти Експерт. Дојде време да ги прашам супер звездите, дечки, како сте? Дали уживавте денеска во се што го правите? Има ли крај на нашето уживање? Нема, одека во Хорти Експерт нема крај на уживањето. Почитувани гледачи, сите што не сте биле, јас срдечно ве поканувам да дојдете да видите за какво чудо станува збор. Навистина ќе се почувствувате како Алиса во земјата на чудата. Да ги прашам супер звездичките, се уморивте ли денеска од оваа прошетка? Некој да, некој не, сепак ова што имавме можност денеска овој прекрасен парк да го посетиме не е толку мал.
Сепак се надевам дека доколку би сакале целиот да го снимиме и секој негова ќе го покажеме, супер звезда ќе треба да сниме едно 15 на емисии, бидејќи навистина стана збор за нешто големо и прекрасно. Како што ви најавивме преска, сега доаѓаме малку да медитираме. Знаете ли како се медитира? А? Вака се прави со прстите и се вика хом. Ајде малку да измедитираме. Вистинското место за медитација е оваа градина која што се вика како? Па еден вид на јапонска градина, јапонски парк. Самото име го добива бидејќи стилот и видовите кои што се користат за истото се представници, да кажеме, од таа јапонска култура. Тоа што и самите видови. Јапонскиот јавор одедне од двете страни, потоа типови на џуџасти, зимзелени видови. Оваа тесно и ниско кроена бордура, значи од зимзелена грмушка, представува една, значи, обиколка и да кажеме многу интересен влез за она што следва понатаму. Сега, не знам, гледат многу каменчиња, поголеми, помали камења. Дали може да го замислиме ова како мали поточиња се сливат во една голема река? Да, личи така, да. Тоа е ефектот, да. Значи како две мали реки, значи гледате поголемите камења како што секогаш во река има и се сливат во една река или пак езерце кое што може биде мирно или пак со брановидни линии. Значи тоа е баш и целта на истото. Се прават ли јапонски градини вакви низ Македонија? Па тој што цени, тој што бара, но ние сме тука истото да го доловиме и да го дадеме на клиентот. Дефинитивно. Вистински ли пружаат мир и спокојство во душата? Дали како? Секојаш каменот, зеленилото е она символиката на енергијата што ја дава во природата, така да истото и ако се постои 5 минути ќе се восприеме истото. Е дефинитивно некој таков фактор. Дошол ли некој некогаш да измедитирал да проба вашава градина? Баш Да? странците преска што исполнував имаше така неколку странци кои што се доаѓа од Сабале тука со ние столчина расклопени ќе се седне и ќе се измедитира. Едно пола саат доволно беше и насмејане ќе се изгледат луѓе со тука. Почитувани гледачи, доколку сакате да имате прекрасен ден и доколку сакате да заборавите на сите проблеми, вистинското место не само за уживање, туку и за медитација, хорти експерт. Сега од јапонската градина се селиме каде? Па веќе на излезот можеме да си одиме, така среќна со волни се надевам. Да. Ние од прилика видовме се, покажавме поголем дел од работите кои можевме да ги видиме во оваа емисија. Ајде да видиме што се случува таму кога излезот, има уште нешто многу интересно што сакавме да ви го покажеме. Интересното што сакавме да го презентираме почитувани гледачи е токму овој стакленик кој што се наоѓа одека позади нас. Што се крие внатре? Значи кај што имаме видео кои што се употребуваат за надворешно редување, така постојат видео кои што се за внатрешно редување. Значи тоа се увозни видео кои што се уредуваат за уредување на канцелариски простори, внатрешни простори за секој дом така натаму. Значи тука се видео кои што во декот на есента, зимата мора да бидат внатре во просториите. Кои сакаат да имаат убав дом или убава канцеларија, значи може да го посетат баш. Имате бонси, значи тоа се увозни, тие се продажува од помали, да кажеме, форми, па се до големи некои примероци, до кои метро и пол висина така натаму. Какви цвеќиња имате за подома? Па има од драцени различни видови вариетети, од фикус еден вид, значи и бенџамин има мал. Има различни. Има ли кактуси на пример? Имаме, да. Јас сум еден од ретките што успеал во животот да исуши кактус. Решив да чувам цвеќе, почитувани гледачи, ова е убава прилика да ја кажам оваа тажна приказна за мојот кактус. Пред 10 години и за да не посветувам преголемо внимание, си купив кактус, мислејќи дека малку ќе ставиме вода и долго време нема да треба да водиме некоја поголема грижа. Но испадна проблем. Во 2 недели на секој 3 дена му тура вода и кактусот се исуши од премногу вода. Точно ли е тоа? Па сукулентно растение, значи бара, ето дека може да паѓаат костенчиња од дрвото кое позади нас, но тоа е есен, затоа е. Така е, да. Така го одбравме и денешниот ден. Сукуленти растенија така да си бараат помалку вода. Значи еднаш мислиш со смадолно се стави во чашката или во садот во кој се наоѓаат, со смадолно. За антиталенти како мене во поглед на чување цвеќе, може ли да дојдеме овде да се информираме? Слободно, значи како совети, како продажно, значи место тука сте на располагање. Освен што треба да се чуваат цвеќињата и да знаеме кога треба да им се даде вода, дали има и некакви средства кои што помагаат при прихрана или за заштита од инсекти или за нешто друго? Значи тоа е репроматеријали кои што се користат за прихранување. Значи тие се ставаат или фолиарно, значи се праска на листот или пак во самата почва, значи како течно ѓубриво, стапчиња има, дури има како вид на шумеча таблета, се растара во шиша вода и се аплицира. Тоа е се пак дело на човек како да си олеснеме нели понатаму во секојдневието. Како што
кажав сите чуда ги има овдека токму Корти Експерт во земјата на чудата. Тања, денеска ти одземавме поголемо време од овој ден денеска. Се надам дека беше полезно како за нив, така и за гледачите. Така, дали учиваше во нашата денешна посета? Секогаш во придружба на мали деца, не оние луѓе што се интересираат. Така, ти благодарам што беше дел од Супер звезда и што одвои дел од твоето драгоцено време за да се дружиме заедно со Супер звездичките. Дечки, како поминавте вие? Супер! Ќе дојдеме ли повторно? Да! Да, овде е прекрасно место, може и фотосесии да се прават. Јас 2-3 пати имам видено дека за некои свадби се прават фотосесии. Да. Се искористат, значи просторот за молодоженци да се дојдат и искористат на чубавината. Супер, тоа е вистинското место кое почитувани гледачи мора дефинитивно да го посетите, а сега дое моментот да им мафнеме на сите кои што денеска беа заедно со нас, да ги поздравиме од земјата на чудата на Алиса, да ги поздравиме од рајските прекрасни градини, да ги поздравиме од Корти Експерт, местото каде што денеска имавме специјална можност бескрајно да уживаме, почитувани гледачи. Ви благодариме за тоа што бевте дел од нашето денешно дружење. Се гледаме повторно за 7 дена од сега во новото издание на Супер звезда. До тогаш слушајте ги мама, тато и бидете добри со природата, така? Тоа е тоа што денеска го учевме. А до тогаш чао, се гледаме повторно. Бидете живи, здрави, се најубаво. Посакувам јас, малите супер звездички и тета Тања. Чао, чао, чао.